Тиранската платформа пред пратениците пратеникот Еупа Љими од ДУИ излезе на собраниската говорница и ја прочита содржината. За да ги отстраниме дилемите околу заедничката декларација на албанските партии, јас сум принуден да ја прочитам декларацијата која е подпишена од албанските политички партии. Ова е програма и платформа на албанските партии, рече Љими. Првата точка, истакна тој, е постигнување целосна рамноправност во согласно со Охридскиот договор и уставот. Постигнување на целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија. Сеопфатна дебата за знамето, химната и државниот грб на Република Македонија со цел државните символи да ја рефлектираат општествената мултиетничност и етничката рамноправност. Усвојување на резолуција во Собранието на Република Македонија со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот 1912-1956 година. Се предлага и постигнување економска рамноправност и рамномерен регионален развој, формирање Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, правична застапеност во органите за безбедност, војската, разузнавањето и правосудството. Декларацијата предвидува и спроведување на реформите во согласност со договорот од Пржино, препораките на ПРИБЕ и на Европската комисија, како и препораките од пристапниот диалог на високо ниво со Европската унија. Поддршка за непристрасно работење на специјалното јавно обвинителство и целосно расчистување на прашањата и судските постапки како Сопот, Бродец, Монструм и Куманово преку анкетна комисија или меѓународен независен орган. А Љими се осврна и на точките за добрососедски односи и на спорот за името. Усвојување заедничка и обврзувачка резолуција во Собранието на Република Македонија со која владата на Република Македонија се обврзува активно се вклучи кон решавање на спорот со името. Вклучување на албанците во работната група за директни преговори со Грција. Последната точка е брза интеграција во Европската унија и НАТО. По ова пратеникот Зијадин Села од Алијансата за албанците побара не само за геноцид од годините кои се споменуваат во платформата, туку да се говори и за геноцидот врз албанците, кој како што тврди се случувал потоа. Има заедничка декларација на политичките албански парламентарни партии. Дали сум јасен? Ова заедничка декларација е новото на политиката овде во Македонија. Ова заедничка декларација, уште еднаш ке повторам, е на политичките албански партии и вие може да употребувате разноразни поими да ја нарекувате тиранска или приштинска платформа. Како што сакате можете да ја наречете, но реалноста во Македонија е следна. Над половината од население, може би и повеќе, се експлоатира. Албанските политички лидери платформата ја обелоденија на 7 јануари Божиќ. Таа содржи 7 точки. Во изминативе 3 дена пратениците од ВМРО ДПМН инсистираа на дебата со цел да се расчистат дилемите кои постојат во јавноста. Со денешното представување на платформата, според Димовски, ова е можеби прв получекор за излез од кризата. Тој порача да најдеме гаранција и да го распуштиме собранието, да биде избран председател на собранието уште денеска кој ќе има единствена улога да распише брзи локални избори и брзи парламентарни избори.